По однос на точката би сакал да дадам забелешка дека станува збор и за еден мал технички проблем, тоест веројатно може да се карактеризира и како суштински. Во предлог одлуката имате напишано субвенции во износ од 1,5 милиони денари, но во текстуалниот дел од одлуката имате напишано 1 милион и 500 денари. Од тука претпоставувам дека станува збор за 1,5 милиони денари, барам ова да го исправите затоа што по однос на ревизија и ова ќе остане нејасно каква одлука имаме донесено, а по однос на суштинскиот дел, моето прашање беше отворено пред неколку седмици со директорот на јавното комунално претпријатие кој за жал денес не е овде, тогаш не добив одговор, а прашањето ми беше колкав е долгот на општина Свети Николај кон хидросистемот Злетовица. Зошто го поставив тогаш ова прашање? Прашањето го поставив од едноставна причина, тогаш од страна на вработените во хидросистемот Злетовица бев известен дека општина Свети Николај, односно јавното комунално претпријатие, и не ги намирува редовно договорите и дека имаат проблем со наплата постојано. И тогаш прашав како ќе го решава тој проблем и на кој начин се решава. Тие ми рекоа ќе чекаме да дојде лето, да се појави проблем со водата посериозен и тогаш да преминеме на закана на општина Свети Николај, дека во летните денови доколку не е извршена итна наплата на долгот, дека ние ќе прекинеме снабдувањето со вода. И имено еве сега неколку седмици после тоа доаѓаме до тоа општина Свети Николај да субвенционира имено 1,5 милион денари за наплата на овој долг кој што општината го има кон хидросистемот Злетовица. Од тука и моето прашање е зошто се појавува овој долг, ако земеме во предвид дека претходно на ваков начин го решававме проблемот, но се покажа дека не го решивме и тогаш од страна на градоначалникот и на директорот беше објаснето дека тој долг не е по нивна вина и дека е акумулиран во резултат на работењето на претходната власт и претходното раководство со јавното комунално претпријатие, но сега имаме друга ситуација, веќе после 3 години работење со ова јавно комунално претпријатие повторно се појавува ваков долг. И второто прашање ми е дали средствата кои што ги плаќаат граѓаните за сметките за вода имено служат за подмирување на долгот кон хидросистемот Злетовица или можеби дел од тие средства се распределуваат за другите потреби на јавното комунално претпријатие, па од тука се јавува проблемот во намирувањето на долговите кон хидросистемот Злетовица и дали постои опасно граѓаните кои плаќаат вода да бидат изедначени со оние што не плаќаат и да се случи проблем со вода. Ви благодарам.